Вкусна расолница, рецепт за добар лек, но и одлична комбинација за со тазе топла баница. И додека од една страна современата медицина пружи нови методи и техники, сепак од друга страна повозрастните се уште знаат да подготват стари рецепти, кои покри што се полезни за телото, тие се и многу вкусни. Како не се пие? Ако е стасана зелката, пие се. А иначе има многу витамин С, има многу е убаво. Така со што се комбинирате едно време? Со што се јадеш? Па добро, со сушена пиперка испечеш 2-3 пиперки суви и ставаш у расолницата и така ги консумираш. Со баници? Па може да, со баница обавесно. Многу убаво, кој може да јаде многу убаво. И да пие? Да, и да пие. За пиење е многу убаво, здрава е многу, ама ние нашите години не дават. Да, много е вкусно и добро е за здравието. Какво е најдобро да ја практикувате? Со што се комбинирате? Со печена сува пиперка и лепче грејано, така или нешто направено бркаданче, качаманго, ние викаме по-наше. Со сукано може, много е убаво. Со баници? Да, со баница, зелник, баница, било што да е. Не убаво, таа убава е, расолницата е убава, е витаминска. Така си пиеме на место сокче. Вкусна ли? Вкусна е, како не е вкусна. А бака со баници? Да, може. Со баница, со пици, децата што прават што. Со се? Со се оде. Кога станува збор за тоа кој вид на расолница е повкусен, граѓаните го избираат оној во кој е присутна црвената зелка. Купеш на црвена зелка, исто и неја така, и ја ставиш расолница, розова да те вино, розе вино стане. А вака практикуват ли и младите? Кај мене практикуват. Вкусна, а? Да, вкусно е. Да знаеш, дека ме снимат, така ви донесеше на шише. Црвена е, става ти зелка црвена. Црвена зелка се стави и onda си боја добие. А кој е повкусно? Црвената има боја убава. Роза? Да, да бе, убава. Ама како е бела, по не убава, бела бојата, некако не. Даде. Па има црвена за тоа што стават, има една посебна зелка, црвена, што се става у водата, за да биде водата црвена. Специјална има зелка, што е црвена. А некои стават и друго, не знам што стават, ама знам дека се става. Па јас обично ставам, не сум ставала црвена, ама мислам дека црвената е поубава. Инаку овој напиток од зелка е одлично средство за освежување, ако сте претерале со конзумирање на алкохол или имате мамурлук. Една чаша расолница експресно ќе го хидрира телото и ќе ги надомести изгубените електролити, па ќе можете да функционирате нормално.